Радио Визија ви представува Ноќен експрес, втора сезона, секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радио Визија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Радио Визија. Реклами. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќниот експрес од 21 до 22 часот со Столе Наумов, Зоран Гиганчовски и Петрица Рачини. Тема на вечерашната емисија правосудството. Колку повеќе реформи, толку понереформирано судство или толку полошо судство. Наши гости, Петрит, Маргарита Цаца Николовска, судија, прв судија, представник на Македонија во Страсбург во Судот за човекови права, долгогодишна судија, сега судија на Уставен суд на Босна и Херцеговина. И Николчо Лазаров. И јас сум Стојанче. Има проблем цела една генерација, Источна Македонија, Сашко, Зоранчо. Кога поминете реката Вада на истокот, секаде завршува со. Тоа е правило, не пишано правило, кое е постановено и така и ден денеска е. И денеска завршуваат сите на О. Така да не е ништо изненадувачко за тоа. И секој пат ние ќе видиме у демените. Стојанчо, Горанчо. Никогаш нема да порастеме. Николчо Лазаров, долгогодишен судија, председател на Штипскиот суд, советник, државен секретар, шеф на кабинет и раководител на кабинетот на министерот за правда, во времето на Михајло Манасов. Добро вечер. Добро вечер. Прво прашање, ден повед така интересен да направиме, вест на денот, што се случи така привечер, е влегувањето на специјалното јавно обвинителство во Управата за безбедност и контролирање. Едно лаичко прашање. Тоа е тајна служба. Смеат ли обвинителите да без проблем да влегуваат, да прашуваат? Какви се правните процедури? Обвинител во ЦИА може туку така да влезе? Видите дали колешката ќе Кој сака? ви дадам предност на нема проблем. Затоа што имаше изјава на имам специјалната обвинителка своја. дека влегувале полициски службеници, дека не соработувале и дека директорот на јавна безбедност Митко Чавков, пранишниот министер, и тој влегол во меѓувреме во Управата за безбедност и контролирање. Значи, кај нас многу работи се изместили. Во принцип, некој кој што треба да гони некаков криминал, тој мора да врши некакви активности за да дојде до одредени докази за тој криминал. Вамо кај нас, каде што толку многу обструкции се направени во однос на работата на специјалното јавно обвинителство, се со цел да се оневозможи да работи, мене ништо не ме чуди ваквата реакција. Напротив, мислам дека ние веќе треба да почнеме да размислуваме не дали смее или не смее, не дали има процедура или нема процедура. Многу по-генерално, гони. Треба да најде, собира во исто време и докази. Во една таква ситуација каде што одредени институции биле неприкосновени во смисла на нивното действување, во смисла на нивното работење, а ние сега сме сведоци што се случува заради едно такво работење во полицијата, мислам дека е најблаго речено несериозно да зборуваме дали специјалниот јавен обвинител може или не може да врши такви действија. Често пати се слуша овој муабет генерален избор од многу страни, или како може би едно решение. Колку е тоа возможно? Како може такво нешто да се изведе? Па ја мислам дека тој генерален реизбор во дадената ситуација треба да се гледа и од една страна на тоа како ќе се реагира. Ќе има голем, многу отпор и мислам дека ќе оди на линија дека се прави некој реваншизам и слично. Апсолутно се согласувам дека мора нешто да се направи во делот на она кој треба да биде судија и кој треба да си оди од судството. Многу ми е жал, јас сум
долгогодишен судија. Јас сум од 74 година во судство. Меѓутоа, ваква ситуација, како денеска што е, ваква недоверба никој пат нема. Незадоволни странки апсолутно секогаш има. Меѓутоа, аргументите се тие кои што треба и незадоволните странки да ги убедат. Зашто ова го зборувам? Заради тоа што мислам дека многу голем дел од судиите во одредени ситуации многу непрофесионално се однесува. Значи, она што нив им е работа, го нема и се помалку и помалку ја има онаа спрега на судија визави странките, каде што судијата во пресудата треба да даде аргументи зошто одлучи така. Не знам колку имате можност да ги видите и да ги следите пресудите, меѓутоа можам да ви кажам дека има катастрофални пресуди. Неписмени или неиздржани? И неписмени, и неиздржани. Значи, дури се чудам како е возможно некој да завршил факултет. Од истите суди или од новите суди? Ако ме прашувате од судиите... Што ги знаете од порано? Ама тие повеќето се веќе отидени во пензија, така да... најголем дел од моите колеги веќе се отидени во пензија и што се однесува до нивната писменост, ако останал некој, барем во оној период додека јас сум можела нивните пресуди да ги гледам и во Страсбург, а и како апелационен и како врховен судија, не можам да ги споредам со денешните пресуди кои што ви велам одредени од нив се катастрофа. Не знам како се успеало да се заврши правен факултет. Судија да праша што значи активна и пасивна легитимација, може би слушателите ова не можат да го разберат, меѓутоа правниците секако ќе го разберат, е нешто што во моментот би му рекла да си ја земе ташната и да си одиде. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Сега јасно е што мислиш за мене. Сега јасно е што те прави среќен. Кога искрена љубов некој ке ти покаже, ти почнуваш да бегаш како дете. На сите гордо кажуваш дека сум луда по тебе, дека без тебе не можам. Јас не се срамам од себе, затоа добро слушни ме, ова за крај го кажувам. Само посакај и јас ке бидам твоја. Само посакај и пред тебе ке стојам. Само посакај и ова срце мое, да го имаш ти, нема да е проблем. Само сонувај, само сонувај, само сонувај. Само сонувај. Престани пред мене да се правдаш. На погрешен начин ти ме сваќаш. Кога искрена љубов некој ке ти покаже, и самиот не знаеш што сакаш. На сите гордо кажуваш дека сум луда по тебе, дека без тебе не можам. Јас не се срамам од себе, затоа добро слушни ме,
Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Имавме неколку случаи, особено изминатаа година, каде што не беше дозволено присуство на новинари, присуство на луѓе во салата и така натаму. И причини. Па сега не Имаше треба дури и Уставниот суд. така. конкретно И беше за- Уставниот суд има исто така еден проблем во делот за јавноста. Јас да направам споредба помеѓу јавниот елемент во Уставниот суд во Босна и јавниот елемент овде, јас можам слободно да кажам дека јавниот елемент во Босна е апсолутно многу повеќе присутен. Дозволува ли Значи- нашиот закон од страна дијамечен на Уставен суд? Мислите странец? Не. Може такви обвинител да донесат од странство. Па добро, 2006-та која дојде. мислам, очигледно дека одредените состојби налагаат такви решенија. Ние имаме такви судии во Косово, ние имаме такви судии во Босна, ние имаме Сепак тоа се меѓународни судии многу кои што специфични судот- постконфликтни општества, кои што, нели, Знаете меѓународниот елемент интервенирал, не некаква форма на интервенира протекторат. Меѓународниот елемент во конфликтната ситуација. Меѓународниот елемент овдека се јавува како коректор на одредени состојби во дадените држави. Не, ова не е ништо страшно. не е ништо- 2006-та која дојде ВМРО ДПМН, една од програмските предлоги беше дека обвинител треба да биде некој од странство. Па доаѓаше госпоѓата од Романија, беше советник тука, па имавме директор на МТВ, меѓу другото сега не е споредливо тоа, меѓутоа беше како опција во играта. Не, тоа значи дека кај нас принципот на независност е на многу ниско ниво. Во почетокот да ви кажам, јас исто бев многу против. Не заради нешто друго, него заради тоа што сметав дека оваа држава има кадри и дека тие кадри можат да ја изнесат ситуацијата. Сега, за жал, можам да констатирам дека може би има кадри, меѓутоа сегашните кадри кои што се инволвирани во дадената ситуација не можат да изнесат ситуацијата, да ја разрешат ситуацијата до крај. Тој да одиме со реклами. Овие обструкции што се прават, близат. овие обструкции не се џабе направи. Ако правите анализа, најголем број на сегашните обструкции доаѓаат многу суптилно од страна на суд. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Сека власт која доаѓа пледира на тоа да прави реформи во судството. За жал, би може да кажем слободно дека секоја така наречена реформа станува антиреформа и станува се полош и полош. Факт е тоа дека во сите извештаи кои стигнуваат од меѓународни релевантни институции, вклучително Европската унија, говорат дека судството ни е на најниски можни гран, вклучително и целокупното правосудство. Зошто е тоа така, не знам. Предпоставка моја е дека политиката е посебно последниве години и тоа како е многу изразена и доминантна во која во прашање комплетното правосудство. Кога зборам на правосудството, пред се мислам тука на судството и мислам на обвинителската работа. Знаеме и сами дека од ден на ден станува се полошо во смисол на работење. Од ден на ден стануваат се полоши и полоши тие случувања кои се врзуваат и конечно знаеме дека анкетите покажуваат и јавните анкети кои кај нас се спроведуваат дека народот покажува континуирано незадоволство од она што се случува во судството. Апсолутно да, недоверува. За обичниот човек, која би поставиле прашање, ако отидеш на суд, што треба да понесеш со себе? Среќа, правдолюбивост, честност или многу пари по случај дека си дел од комуникацијата со некој висок член на партија? Лична карта е, мислам, задолжителна, меѓутоа, ако имате партиска книжка, би било многу подобро. Онда имате сигурна варијанта. Затоа што тоа е веќе проформа појавување во судството, едноставно работите ќе бидат такви кои што ќе бидат завршени поволно по вас. Во спротивно, онда станувате навистина обичен човек и обичен граѓанин кој чека на правда и на правдина. Очекувате ли као новинар СЈО да го зафати судството во својата активност? И тоа како?
и тоа како очекувам, и тоа очекувам дека треба да направи длабок рез. Како во судството, така и во кај нивните колеги во останатото обвинителство, значи во јавното обвинителство. Да направи дебел рез, бидејќи ова што сега се случува, тоа е страшна работа. Во крајна линија знаеме дека колку што е недовербата према јавното обвинителство изразена во огромен процент, за сметка на тоа специјалното обвинителство има некои 62 до 63% во зависност од испитувањата, доверба меѓу граѓаните. Значи народот има доверба не поради тоа што едноставно специјално обвинителство кој се бави нели случајно со материјали од прислушувани материјали, туку и тоа што смета дека тоа обвинителство си работи на вистина работа како што треба и заслужува. Медиумите се потенцирани во речисите анкети од страна на студиите како негативен момент кој што дополнително им ја влошува и онака лошата ситуација поради притисок. Вакви кои што се медиумите никакви, би рекол, уште и се добри во однос кога збориме релација медиуми и судство. Значи, судството мора да прифати дека треба да биде предмет на критика. Кога велам критика, значи зборам за сериозно издржана критика, затоа што критиката стои во судството и од тоа нема бегање. Меѓутоа треба да прифата дека новинарите не може да бидат виновни за тоа што им се случува таму. Апсолутно никако. И за крај, кога Станковиќ би бил вклучен во некој тим за реформи, како човек кој што долго време го следи судството, кои 3 или 4 работи прво би ги потенцирал како нужни, како неопходни и итни? Непрво би направил генерален избор и реизбор на комплетно судство и на комплетно јавно обвинителство. И на оглас, на конкурс, би барал луѓе кои што ќе бидат издржани, луѓе што ќе имаат дигнитет и ќе бидат пред се стручни и професионални. А за другото, се понатаму, ќе се тремам и ќе се трудам да ги изведам тие условно кажани реформи, дека треба да прифатат дека станува збор за држава која освен што има свое право, да ги треба да ги прифати законите и принципите кои владат во Европската унија. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Реклами. Излегува дека сите зла се случуваат во изминатите 10 години, например. Претходно судството било една зелена убава лива. А не, никој пат, тоа никој пат не е речено. Никој пат. Значи има една состојба порано, има една состојба. Ама ќе ви одговорат, па СДС во негово време колку 200, 300 војни. Вели 600 суди се сеќаваме сите на онаа седница каде што се во тоа време јас тогаш изборот се вршеше во собрање. Точно. Во собрание се можеше и беше многу јавно можноста да се каже зошто некој од тие судии не се за да бидат избрани за судии. Јавната расправа тоа не го покажа. Јас се залагам апсолутно за аргументи. Меѓутоа, во тоа време, кога се избираат тие судии, ви велам, реакциите, кои биле, што биле, на кој му сметало, ние сме веќе во плурална, да речам, демократија, ние сме веќе во собрание каде што има повеќе странки, постапката беше, да речам, јавна, на кој му сметало да каже, еве, јас сум била едно тие, да стане и да каже Маргарита Цаца Николовска не треба да биде реизбрана за апелационен суд. Да, но противниците ќе речат мнозинството тогаш на тогашната власт беше апсолутно, па рекол некој на седница дека овој човек не чини или не, нели? Како вели таа народната, кучињата си лаат, караванот си врви. Не, караванот може тогаш врвел. Меѓутоа, ако сега се вратиме назад, да имало таква ситуација, тогаш ќе имало некаков аргумент. И тогаш јас многу сакам да има аргументи, да ми се спротистават аргументите на она ја што го зборувам. Затоа и велам дека пресудите мора да се коментираат врз основа на она што е аргумент дадено во пресуда. Ке ви кажам дека одредени пресуди на Европскиот суд за човекови права, во делот на издвоени мислења, каде што јас сум била исто учесник во тие издвоени мислења, довеле до одредени промени во државата, одредената држава.
увиделе дека тие размислувања може би ќе ја санираат состојбата. Не станувало збор за некои вакви состојби каква што ние се соочуваме се. Меѓутоа зборот ми е дека аргументот не џабе е речено пред аргументите и боговите клечат. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Благодарам, да сте живи и здрави. Сега имаме ли нешто за крај? Државата и правосудството нека ни се живи и здрави. Па да, бе, Конечно да ги тие реформи. Така да кажам нешто и дека имавме голема активност имавме и на Facebook и Славчо Митевски онака баш се распишал и вели Судскиот совет и Советот на јавни обвинители обичен театар. Клати врата, зема плата. Или пак, например, наведен одговор, тој некому одговара, па вели каков реваншизам, реизборот најмалку кривична пријава, одговорност и така натаму. Ќе имаме за следната емисија доста што да коментирам. Да, и да кажем да кажам дека конечно некои слушателите ќе добие карикатура од Методи Андонов. Од тие најактивните и на Facebook, и како слушатели кои што се јавуваат и на Twitter. Репризата на оваа емисија може да ја слушате во недела од 13 па натаму. И пролет и лето, и есен и зима, без тебе пројде година. Ни јадам, ни спијам, ни плачам, ни пеам, без тебе веќе не се смејам. Секој ден без тебе обоен во мрак е знај, како кралица сум јас без својот крал. Секој ден јас нова лага пак измислувам, дека без тебе сум ко силна лавица. Но без тебе не мириса на пролет, не мириса на среќа, ни капка љубов нема веќе во нас. Без тебе јас не слушам ни радост, јас не гледам ни сонце, ги губам сите бои и сетила. Сама на дождот, јас уште те чекам на истото место каде што те сретнав, и што без тебе ми нема смисла. Од кога те сретнав, на тебе мислам, оборен во мрак е знај, како граница сум јас без својот крал. Секој ден јас нова лага пак измислувам, дека без тебе сум ко силна лавица. Но без тебе не мириса на пролет, не мириса на среќа, ни капка љубов нема веќе во нас. Без тебе јас не слушам ни радост, јас не гледам ни сонце, ги губам сите бои и сетила. Но без тебе не мириса на пролет, не мириса на среќа, ни капка љубов нема веќе во нас. Без тебе јас не слушам ни радост, јас не гледам ни сонце, ги губам сите бои и сетила.
Извршен продуцент Горан Гаврилов, проект менаџер Слободанка Блашевска, директор на проект Весна Колоска, водители Столен Алмов, Петрица Рачини, Зоран Маџовски, графика и видео Лазар Малинов, камера и монтажа Трајче Гогов, Кира Андонов, аудиомиксер Зоран Ристовски, електроинженер и организатор Методи Михајлов, промоција и маркетинг Снежана Мицевска, социјални медиуми Зоран Маџовски и Вања Мицевска, продукција Канал 77 Радиовизија, октомври 2016.